Попова шапка изобилува со природна убавина. Убавото време кое е застапено изминатиот период само дополнително ја зголемува жилбата на туристите да го посетат овој туристички центар. Иако нема снег, сепак за време на викендите Попова шапка е преполна. Туристите ги користат поволните временски услови за релаксација на планина и дишење чист воздух. Од хотелите велат дека се доста задоволни од посетата овој период. За време на викендите капацитетите се речиси целосно исполнети. Викендите скоро не се исполнети. Поготово неделата викенд, со оглед на времето дека е сончево, доста сме посетени. Полека се спремаме сега и за зимската сезона. Значи, капацитетот негде ние до 85 гости сме спремни да ги пречакаме во секој момент. За овој период ние сме многу задоволни. Имавме доста туристи и странци туристи, што ни помага многу и времето. Значи имавме ненормално убаво време во овој за новември, ова сончеви периоди супер. Значи за секој викенд имамо маса туристи, Тетово, цела Македонија што доаѓаат. Многу ни прашат, ни резервират, имамо турски туристи што се многу интересирани и резервирани. Има, значи јануар, ние скоро 50% веќе резервирано. Од хотелите велат дека иако Попова шапка е вистинска природна убавица, сепак треба уште многу да се работи за да биде уште попривлечна за домашните и странските туристи. Најголем проблем е инфраструктурата, паркинг местата и хигиената. Пред се хигиената е многу лоша состојба. Центарот многу слабо функционира. Значи дали се доколува тоа не знам. Терените многу слабо се одржаваат. Треба да се преземе крајно време да се преземе нешто за Попова шапка. Значи во хаотична состојба. Ние како приватнаци од себе даваме, меѓутоа не можеме ние да располагаме да го следуваме се цел центар. Значи долов кај што е главната стаза за скилифтите од поплавите што беа во август месец, значи како е ископано, така и седи. Апсолутно ништо не е чапнато. Еве утре може да падне снег и тука некој да искрши нога, да падне во дупка и така натака. На шапка им фали многу. Ние сме сами, на шапка им треба повеќе хотели, им треба инфраструктура и соработка со државните предпријатија. Ние секогаш идемо со наши снаги, се правиме сами, значи чистимо сами, осветление сами, одржување на патот овде што сами го правиме, значи тоа ни фали една соработка со другите хотели, државните хотели, тоа е многу важно. Попова шапка, освен за скијање, туристите ја посетуваат и за екскурзии во природа. Чистиот воздух, пространите патеки и убавиот поглед ја прават Попова шапка вистинско место за уживање.